Вести на Канал 8. 365 правачења во 5 основни кочански училишта од денеска седнаа во училишните клупи. Бројката на запишани превачења во споредба со ланската година е повисока за 45. И годинава во сите основни училишта е формиран потребниот број паралелки. Во средните училишта пак во прва година се запишаа вкупно 405 ученици. Во 5 основни училишта во училишните клупи од денеска седнаа 365 правачења, кои ги посетуваат редовна настава, а тоа е за 45 правачења повеќе од лани. Најголем број правачења годинава се запишаа во основното училиште Свети Кирил и Методи, 107, од кои 90 во основното, 14 во Подлог и 3 во Бели. Во Малина Попиванова годинава се запишаа 77 правачења. Во основното училиште Раде Кратовче 75, од кои едно во подрачното во Нивичани. Во основното училиште Никола Карев 73, од кои 9 во Грдовци и 14 во Тракање. И 34 во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Ризари, од кои 2 во Прибачево. На првиот ден од учебната година, учениците од основното училиште Малина Попиванова ги посети градоначалникот Димитровски, кој ги поздрави и им посака успешна учебна година. И со оваа бројка која што е за околу 45 дечиња поголема од минатата година, сме задоволни во споредба со претходните 5, 6, 7, 8 години и во споредба со тенденцијата која што е во другите општини. Сакам да официјално изјавам дека досега се запишани вкупно 365 дечиња во прво оделение, што е една од поголемите бројки, како што реков, во последните 7 години. Присутните и правачењата ги поздрави и директорот на училиштето Ивица Цимбалевиќ. Во основното училиште Малина Попиванова денеска на пригодна свеченост и во присуство непочести и со неговото присуство градоначалникот на општина Кочани се изврши свечен прием на правачињата, влегува во образовниот процес, 77 се на број, со тенденција уште најава имаме од странство, треба да пристигнат уште 3 дечиња, значи очекуваме 80 дечиња распоредени во 3 паралелки, тројца наставници и искусни наставници кои ќе реализираат комплетно предвидениот план и програма за работа. Им порачавме на родителите да бидат активни чинители во училиштето, да ни помогнат, односно помагајќи на нас, ќе им помогнат и на своите деца. Во средните училишта годинава се запишаа 405 ученици во прва година. Во средното општинско училиште Гоше Викентиев 242 ученици, а во гимназијата 163. Во однос на ромските ученици запишани во прво оделение, годинава на број се 54, од кои 5 во основното училиште Раде Кратовче, 31 во основното училиште Малина Попиванова, 7 во Никола Карев и 11 во Свети Кирил и Методи. Повозрастните ученици од сите основни училишта од Кучани приредија приредби на правачињата. Директорите им посакаа успешна учебна година. Сите правачиња свечено беа примени во училиштата. На првиот ден од новата учебна година во Кочанските основни училишта свечено беа примени правачињата. Повозрастните ученици во сите 5 основни училишта за правачињата приредија приредба. Директорите ги поздравија и присутните родители. Денеска е првиот училишен ден од новата учебна 2015-2016 година. Бевте присутни на свечениот прием на нашите превачења, каде што имаше една свечена програма организирана од нашите ученици и нашите наставници. Оваа година до денес еве вкупно нашето училиште има запишено 75 превачења. Јас си посакувам на сите ученици и посебно на правачињата, не само во нашето училиште, на сите во цела наша општина среќен почеток на новата учебна година. Денес во 7:30 часот училишното звоно го означи почетокот на новата учебна 2015 и 16 година. Училиштето подготвено ги пречека учениците, првата смена со учениците од 6 до 9 оделение, а во 13:30 часот учениците од 1 до 5 оделение. Имавме и свечен прием на учениците за прво оделение. Бројката оваа учебна година за запишани правачиња е 90 ученици во Централното училиште, 14 во Подрачното училиште во село Горни Подлог и 3 правачиња во Подрачното училиште во село Бели. На сите ученици им посакувам среќна и успешна учебна година, исто така и на наставниците и на родителите на учениците, и се надевам дека оваа учебна година ќе биде успешна за сите нас.
Училиштата подготвени за стартот на учебната година, велат директорите, а кај родителите, бабите и дедовците, но и кај превачињата се чувствуваше голема возбуда, што почнуваат да се дружат со книгите. Приемот и започна и заврши со песна и игра од страна на повозрасните ученици. ...181 прваче и 122 нови средношколци или вкупно 303 ученици ќе посетуваат училиште во Виница. И во оваа општина првиот училишен ден помина без проблеми и со очекувања за успешна учебна година. Првото училишно звонче задзвони и за учениците во Виница. Джагор, детска смеја и голема возбуда. Таква беше сликата и во оваа општина за 1 септември. 181 прваче и 122 нови средношколци или вкупно 303 ученици ќе седнат во училишните клупи во виничките училишта во учебната 2015-2016 година. Во деветолетките расте бројот на правачињата, додека во средното училиште Ванчо Прке опаѓа бројот на запишани ученици. Најмногу правачиња има во основното училиште Славчо Стоименски, 83, од кои 8 во село Лески и 7 во село Градец. Основното училиште Гоце Делчев запиша 77 правачиња, од кои 57 се во градот, 13 во село Истибања и 7 во село Јакимово. Основното училиште Никола Парапунов во село Драгобраште во новата учебна година стартува со 118 ученици, од кои 12 нови правачиња. Во основното училиште Кочо Рацин во Блатец има вкупно 90 ученици, од кои само 9 нови правачиња, 7 во Блатец и по едно во селата Лаки и Липец. Во средното општинско училиште Ванчо Прке се запишани вкупно 122 ученици, од кои 80 во гимназиско образование, една паралелка со 14 ученици текстилно образование 4 степен, конфекцијски компјутерски оператор 17 ученици во една паралелка машински техничар и една паралелка за новата сообраќајна струка со 11 запишани ученици. Минимален пораст на бројот на запишани правачиња има и во општините Чешиново, Облешево и Зрновци. Од училиштата велат дека се уште има промени во запишувањето, па конечниот број ќе биде познат до втората половина на септември. Зголемување на бројот на правачињата пред почетокот на новата учебна година е регистриран во двете основни училишта во општина Чешиново, Облешево. Во однос на лани, нивниот број е поголем за 12, односно за прв пат на училиште од годинава тргнуваат вкупно 59 дечиња. Од нив 29 наставата ќе ја следат во основното училиште Климент Охридски од Облешево, а 24 во основното училиште Страшо Пинџур од Соколарци. Реално, бројот на правачињата требало да биде поголем, но заминувањето на дел од младите семејства во странство или запишувањето во други училишта во соседните општини било од пресудно значење за сегашната состојба. Сепак, во локалната самоуправа на Чешиново, Облешево се задоволни што има зголемување на новозапишени ученици и наставната програма ќе се реализира според планирањата. На првиот училишен ден, представници од општината ги посетија правачињата и им поделија скромни подароци. Во рамки на напорите за подобрување на условите во основните училишта во општината, годинава беше реконструирана фудбалското и кошаркарското игралиште во подрачното училиште во Чешиново. При тоа целосно беше отстранен стариот и се постави нов асфалтен слој, а игралиштата добија и нови реквизити. Минимален пораст на бројот на правачињата има и во општина Зрновци. За разлика од лани кога беа запишани 16 нови ученици, годинава тој број е надминат за уште 3. Во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци во престојната учебна година ќе учат 15, а во подрачното училиште во Мородвис 5 правачиња. За сите нив беа обезбедени пригодни подароци, а навреме им се поделени и бесплатните учебници. Сепак и покрај зголемувањето на бројот на правачињата за оваа учебна година, и во двете општини на глобално ниво продолжува трендот на опаѓање на новозапишани ученици. Пред 2 години во Чешиново, Облешево имало за 9 ученици повеќе од годинава, а во Зрновци, наместо сегашните 19, пред 2 години имало 24 правачиња. Општина Кочани се уште има неплатени обврски за бесплатниот превоз на учениците.
Освен тоа, доцни и набавката на огревно дрво за дел од училиштата, а од локалната самоуправа ветуваат дека проблемите навреме ќе се разрешат. Новата учебна година започна, а општина Кочани се уште и должи пари на компанијата што во изминатите години го извршуваше бесплатниот превоз на учениците. До пред почетокот на годишните одмори, долгот изнесуваше околу 30 милиони денари, а неплатените обврски по тој основ и понатаму остануваат сериозен проблем за општинскиот буџет. Од локалната администрација велат дека неразчистените сметки кон давателот на услугата се провлекуваат во изминатите 2 учебни години, а според буџетските планирања требало годишно да се издвојуваат по околу 9 милиони денари. Сепак, обврската не е реализирана до крај, па долгот пораснал, а првиот човек на општината вели дека се бара ефикасно решение за негово намалување. Ние, како општина и понатаму ќе продолжиме заедно со раководителите и директорите на основните и на средните училишта да тоа го решаваме. Имаме одредени заостатоци како општина, меѓутоа заеднички реков ние, заедно со владата, со советот на општината ќе настојуваме да го решиме. Според законските одредби, локалната самоуправа има обврска да обезбеди организиран бесплатен превоз за учениците кои живеат на оддалеченост поголема од 2,5 км од училиштето, а трошоците за услугата се покриваат од средствата планирани за таа намена во буџетот. Освен долгот за бесплатниот превоз, на почетокот на новата учебна година проблеми има и со снабдувањето со огревно дрво. Тендерот за огревно дрво првиот пропадна бидејќи никој не се јави. Во понатамошни консултации со операторите кои што ги имаме, акционерското друштво Македонски шуми, очекуваме дека тие ќе се пријават и дека ќе имаме вториот пат ќе биде успешен. Во спротивно ќе тражиме поединечно решение за секој од училиштата. Сакам да порачам дека без обзир што и да биде, како и да биде, нашите училници ќе бидат затоплени и учениците ќе ги имаат сите услови кои што им се потребни за нормално одвивање на наставата. Според планирањата, за престојната грејна сезона ќе се потрошат над 620.000 денари, со кои треба да се набават околу 250 метри кубни огревно дрво, од кои најмногу 100 метри кубни за потребите на средното општинско училиште Гошо Викентиев, 92 за основното училиште Никола Карев и 40 метри кубни за основното училиште Свети Кирил и Методи. Во истата тендерска постапка е вклучена и набавката на буково дрво за огрев за потребите на територијалната противпожарна единица, за која се наменети 17 метри кубни. Пријавувањето на заинтересираните понудувачи по повторениот тендер е до 3 септември, а избраниот оператор треба да ја заврши испораката до средината на октомври. Во Виница се продадени 4 парцели државно неизградено земјиште. Станува збор за плацеви што беа понудени на продажба во првиот оглас што локалната самоуправа го распиша годинава. По пат на јавно наддавање, општина Виница продаде 4 парцели државно неизградено земјиште за кои што огласот беше распишан на почетокот од август. Јавното наддавање стартуваше со цена од 61 денар за метар квадратен, а највисока цена постигна плацот на улицата Александар Македонски во новата зона за мало стопанство. 560 денари за метар квадратен или вкупната сума од продажбата на оваа површина од 2306 метри квадратни која треба да се инкасира во општинската каса е 1.291.360 денари. Плацевите за индивидуално домување во зависност од интересот постигнаа цена од 71 денар за метар квадратен, 511 денари и 512 денари за метар квадратен, така што од 34.293 денари до 190.000 денари е сумата која треба да ја уплатат оние кои наддаваа на електронската аукција. Плацевите за индивидуално домување се со површина од 320, 372 и 483 метри квадратни. Ова е прва продажба на државно земјиште во 2015 година и општината од истата ќе инкасира околу 1.700.000 денари, од кои 20% се наменети за државниот буџет. Во рок од 9 месеци, купувачите треба да добијат одобрение за градба, а за 2 години од правосилноста на одобрението да ја завршат градбата. Општина Кочани предвидела да потроши над 2 милиони денари за нови возила, но сумата не била за еден автомобил. Од општинската администрација потврдија дека сумата е веродостојна, но тоа не значело дека целата и ќе се потроши.
Над 36.000 евра се планирани во буџетската ставка на општина Кочани за набавка на нови возила до крајот на годинава. На разгледувањето на извештајот за извршување на буџетот за вториот квартал од 2015 година, ваквата сума создаде дилеми дали навистина толку пари ќе се дадат за набавка на нов автомобил за потребите на општинската администрација, откако претходниот Volkswagen Passat беше оштетен во сообраќајка. При тоа беа упатени забелешки дека дел од ставките во буџетот не се во функција на развојот и на потребите на граѓаните, туку се наменети за друга цел. Токму набавката на нови возила е еден од таквите примери, беше речено, при што повисоката сума од претходно најавуваната за оваа намена ги разбуди дилемите кај советниците. Значи, јас ќе се задржам прво на кварталниот извештај што го има генерално и тоа се однесува на ставката 486, каде што стои купување на возила во износ од 2.230.000 денари. Дали се работи за возилото кое што треба да се купи за потребите на градоначалникот или тоа се средства за повеќе возила? Од општинската администрација потврдија дека сумата што е планирана во буџетот за набавка на возила е веродостојна, но тоа не значило дека целата сума и навистина ќе се потроши. Износот што е планиран во буџетот е само планиран износ, не значи дека толку ќе биде реализацијата. Во постапка за набавка на возило, крајната сума достигна 1.130.000 денари, но поради одредени работи во постапката, целата постапка е вратена на повторна евалуација и износот што е планиран во буџетот, значи не мора да значи дека ќе биде потрошен. Јавниот тендер за набавка на нов автомобил за потребите на општината беше распишан во текот на летото и пријавувањето на заинтересираните понудувачи траеше до 30 јули. По неуспешната постапка, засега нема најави кога таа ќе биде повторена, а дел од парите за оваа намена беа добиени од продажбата на хаварисаниот Passat, како и од наплатата на осигурената сума за него. Иконографијата ќе биде изучувана годинава од страна на учениците од училиштето за цртање и сликање што работи при Центарот за култура Бели Мугри. Од училиштето најавуваат нови активности и запишување на нови ученици во текот на овој месец. Училиштето за цртање и сликање што работи во склоп на Центарот за култура Бели Мугри со нови активности на почетокот на новата учебна година. Акцент ќе биде ставен на изучување на иконографијата. Училиштето за цртање и сликање продолжува и понатаму со исто темпо, значи секоја година со по-нова и напредна програма. Сега моментално истражуваме во една друга тематика, тоа е иконографијата, каде што сакам малце да ги запознаам. Тие се уште мали, меѓутоа тие имаат желба да научат нешто околу каноните, околу создавањето на иконографијата, така да се надевам и дека училиштето за цртање и сликање понатаму ќе продолжи со истија пареа како што е до сега. Инаку, учениците од ова училиште постојано се активни и присутни не само на ликовната колонија, која што во склоп на топлиот културен бран се одржа на браната градче, туку се појавуваат и ревијално и надпреварувачки на други колонии и ликовни изложби. На ликовната колонија Свети Пантелеймон од училиштето за цртање и сликање учество земаа 4 ученици. Во ова училиште постојано се запишуваат нови ученици од кои може да произлезат вистински уметници, а неретко повеќето од нив своето образование го продолжуваат на факултетите за ликовна уметност. Следува спортската информација. Пред фудбалскиот клуб Осогово е голем предизвик да се врати во нормала во новата сезона по поразот на домашен терен. Кон клубот во меѓувреме пристапуваат 5 квалитетни играчи, а оставката на тренерот Крстев е неизвестна. Разочарувачкиот старт на Осогово не мора да значи пропаѓање на сите надежи за успешна сезона. Истата е долга и може да донесе и други турбуленции, па и кикс на останатите фаворити. Она што Осогово мора веднаш да го стори е што побрзо да го заборави неделниот надпревар и да се концентрира на второто коло.
Иако на прв поглед сето ова мириса на патетика, фактите се сосема поинакви. Кон таборот на жолто-сините ќе се приклучат 5 нови фудбалери и тоа квалитетни. Овде е повратникот Ефтим Аксентиев, еден од најдобрите кочански фудбалери воопшто, кој го заврши својот прволигашки статус од фудбалската кариера во Евромилк и по неколку години се враќа во својот матичен клуб. Кон кочанскиот третолигар се приклучува и Драганчо Паунов, кој беше на печалба во Гостивар. Нови играчи на Осогово во продолжението од сезоната ќе бидат Дарио и Дарко Атанасовски, досегашни фудбалери на должникот на Осогово Каменица Саса, а можеби најзвучното ново име во жолто-синиот дрес ќе биде Владимир Секуловски. Трансферот го прави од екипата на Љуботен, но никако не смее да се пренебрегне неговото драгоцено искуство во најголемите имиња меѓу македонските клубови како Работнички, Вардар и Тетекс, но и интернационалното искуство во албански Шкумбини. Како што е познато, тренерот на Осогово Крсте Крстев експресно поднесе оставка по поразот на неговата екипа во првото есенско коло од третата фудбалска лига Исток од Каменица Саса на домашен терен со резултат од 0:2. Но од клубската управа велат дека за таа негова одлука доправа ќе се разговара, а конечниот одговор најверојатно ќе се знае во среда. Осогово може и треба многу подобро, останува да се отклонат воочените аномалии, а поразот од Саса во неделата да послужи за извлекување поука. Толку во овие вести ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.